Во Кавадарци денеска се одржа регионалниот надпревар во вешто возење трактор. Домакин беше средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров, а учениците од ова средно стручно училиште заедно со средношколците од Прилеп се надпреваруваа во повеќе дисциплини од земјоделско-ветеринарната струка. Се аранжираше, се препознаваа семиња на растенија и коски на животни, се калемеше, се докажуваше трудот од стекнатото знаење, а најдобрите од регионалниот понатаму продолжуваат на државен надпревар. Во организација на Друженијето за земјоделски училишта Тера Фито Анимал, секоја година се одржуваат државни надпревари за земјоделските училишта и шумарските училишта во различни категории. Денеска нашето училиште Ѓорче Петров е домаќин на регионалниот надпревар помеѓу средното земјоделско општинско училиште Ѓорче Петров Кавадарци и средното земјоделско училиште Орде Чопел Прилеп. Учениците се надпреваруваат во 6 дисциплини. Првата дисциплина, како што можете да видите, е дисциплината за спретно возење и спретно орање. Се надпреваруваат по 4 ученици во двете категории, и мажка и женска екипа. Втората дисциплина е препознавање на органи и коски на домашните животни, анатомија на домашните животни, исто со 4 преваруваци, 2 маски, 2 женски. Третата дисциплина е препознавање на семиња и плевели, со ист број на партиципиенти. Четврта дисциплина е органско земјоделско производство, исто со од еден број на пропишани партиципиенти кои што треба да бидат вклучени. И дисциплина имаме калемење на винова лозина и на овошки, на различни начини на калемење. И од шумарската струка учениците исто учествуваат во дисциплината аранжирање на цветни аранжмани. Морам да изразам благодарност до директорот, до организаторот на училиштето, нашиот директор господин Благој Димитров за организацијата. Овие се убави поводи, ние минатата недела имавме одржување на општински надпревар, наши ученици кои што се пласираа на регионалниот надпревар. Датумот на одржување на државниот надпревар ќе биде 27 април во земјоделското училиште во Скопје, во Драчево. Така да се надевам дека нашите ученици се стекнат со покрај теоретска наобразба и со добра искуство, практично искуство, како што може да регистрира вашата камера. Тоа е еден добар предизвик и мотив и за нас како професори и ментори и за севкупно за имиџот на училиштето, за претстојната уписна политика и пред се благодарност и до вашиот ценет медиум што ги регистрира овие настани кои се доста значени за нас. Присутни во секоја дисциплина беа и учениците од Прилеп. Согласно наученото и вежбите кои му предходеле на овој надпревар, Прилепското училиште очекува успешни резултати од своите ученици. Нивната способност и знаење ги оценуваше стручна 3-члена комисија. Ние денеска, од средното општинско училиште Орде Чопела во Прилеп, дојдовме во училиштето во Кавадарци да учествуваме на регионалниот надпревар од земјоделско-ветеринарната струка и дојдени сме со вкупно 26 ученици застапени во сите области од регионалниот надпревар. Кои се резултатите кои што ги очекувате со оглед на тоа што секој ученик доаѓа спремен на еден надпревар? Така, децата доста се спремаа со нашите ментори, професори во училиштето. Очекуваме добри резултати, очекуваме фер надпреварување, а исто така и дружење меѓу учениците од Прилеп и учениците од Кавадарци. Не спомнавме за оценувањето, го прави тоа стручна жири комисија. На каков начин се врши бодувањето? Така, ние имаме правилник кој е застапен од Сдруженијето на земјоделските училишта во Македонија и врз основа на тој правилник комисија трочлена врши бодување во одредени категории и дисциплини и така го одредуваме победникот на регионалниот надпревар кој понатаму ќе продолжи на државните надпревари во Скопје кои што ќе бидат на 27 април. Инаку до пред некоја година рекордот во освоени први места токму на овој надпревар го држеше средното општинско земјоделско шумарско училиште Ѓорче Петров Кавадарци. Од училиштето велат и годинава имаат одлични ученици кои се повеќе ја владеат практиката во стручното образование.